Најпрвен сакам да изразам огромно задоволство за денешната посета на амбасадата, госпоđа Рейчел Галовеј и представниците на британската амбасада, како и сите инволвирани учесници и организатори од Институтот Социјас Цивилис и кои се овде во нашата општина денеска на оваа силациона вежба. Оваа вежба денеска ќе прикажеме за управување со кризи во општина Кавалаци. Целта на оваа вежба е практично да ја утврди поставеността, начините на одлучување, нивото на координација, нивото на материјалните капацитети и практичните предизвици на нашата општина при управување на ризици од несреќа и катастрофи. Вежбата е организирана како дел од проектот подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Република Северна Македонија, кој Институтот за демократија го спроведува со поддршка од Обединетото кралство преку британската амбасада во Скопје. Многу важно е да се напомени дека преку оваа соработка се изработува и стратешки план за намалување на ризиците од несреќи и катастрофи. Јас сум убеден дека ваквите проекти се од големо значење за секој град, секоја општина, а стратешките планови се најдобра основа за безбедноста на истите за управување било каква катастрофа или несреќа. Чест ми е да бидам овде со вас денес на оваа вежба Поплава во Кавалаци 2022, а вашето денешно присуство јасно ја покажува вашата посветеност да работите на подобрување на вашето знаење и вештини за управување со катастрофи. Успешното управување со кризи зависи од подготвеноста на системот за одговор на кризи. Ова може да се научи преку вежби. Ови вежби помагаат да се идентификуваат силните страни, но и предизвиците со кои може да се соочиме, но и да ни помогнат да научиме како можеме да го подобриме нашиот одговор при катастрофи на индивидуално и на колективно ниво. Ако нешто научивме во изминативе 2 години, тоа е дека треба однапред да планираме, да се подготвиме за одговор за војни случаи од големи размери, вклучително и природни катастрофи. Локалните власти треба стратешки да планираат за да можат брзо да одговорат на кризи и да ги заштитат луѓето и заедницата. Ефективната координација меѓу националните и локалните власти е од клучно значење за овој процес. Иако мора да постои национална стратегија за одговор на кризи, не смееме да заборавиме да ја истакнеме вашата улога, улогата на локалните власти во подготовката и одговорот при кризите. Локалната отпорност и подготвеност се клучни за заштита на луѓето кога се случуваат кризи, но се исто така важни за идниот развој и одржување на животната заедница. Во случај на катастрофа, неопходни се соодветни подготовки за управување со дадена ситуација. Соодветните механизми помагаат да се минимизираат негативните ефекти. Предвидувањето на веројатноста од некои видови катастрофи може да помогне во намалување на ранливоста на луѓето. Сите вие кои присуствувате денес имате улога во минимизирање на загубата на живот и имоти во случај на катастрофа и треба да обезбедите непречено давање на услуги во локалната заедница. Тоа е така затоа што сите вие сте обучени професионалци кои се способни да пружат физичка и материјална помош. Со ова би сакал да завршам со констатацијата дека управување со катастрофи е колективен и координиран напор. Секој мора да земе активно учество во управување со катастрофи, се со цел да се намали ризикот по човечкиот живот. Сигурна сум дека сите вие кои сте тука ќе го запомните ова и ќе помогнете да се зголеми јавната свест за соодветните улоги на властите и граѓаните во време на кризи. И посакувам успешна вежба и многу научени лекции.